Добар ден, почитувани. Ја следите најновата телма Амбуланта. Кератоконусот е сложена болест на окото. Се забележува кај 1 на 2000 лица, но се смета дека болеста често станува непрепознаена и дека најверојатно од неа страда 1 на 400 лица. Па каква болест е кератоконусот? До какви промени на окото доведува? Каков е видот кај лицата со оваа диагноза? Постои ли начин кератоконусот да се излекува и има ли некои успешни третмани за да се обнови сосема рожницата? На оваа тема денеска разговараме со доктор Фанка Гилевска, која што е офталмолог и хирург во Промедика офталмологија. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Останете на телма. Во денешната телма Амбуланта зборуваме за сложената болест на окото кератоконус со доктор Фанка Гилевска, специјалист офталмолог и хирург во Промедика офталмологија. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на телма и добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Докторке, што се случува со окото кај лицата кои што ја имаат диагнозата кератоконус? Па, кератоконус, самиот збор кератоконус доаѓа од два збора. Керато, што значи рожница, тоа е предниот дел од окото, продзирен како купола, полутопка, продзирна идеално и таа е како прозорот на окото. И конус, затоа што таа рожница од таа полутопчеста форма станува конично, шпицасто напред испакната. Кератоконус е всушност болест на рожницата во која таа е слаба и под влијание на нормалниот очен притисок, тоа е како слаба точка која низ времето се испакнува, рожницата се тенчи и самата незина структура станува неправилна, па и врвот на тоа тенчење веќе не е во центарот на рожницата, туку најчесто паѓа долу и на тој начин пациентот веќе не само што има симптоми, многу тешко успеваме со нормални очила и стандардни контактни леки да ја коригираме неговата диоптрија. Каков е видот кај лицата што имаат кератоконус? Како тие гледаат? Во раната фаза се жалат дека навечер, всушност кога конусот е почетен, кога навечер зеницата им е отворена, нели ноќе под влијание на слабата светлина, зеницата ни е како бленда на фотоапарат. Се шири. И бидејќи е тогаш отворена, влегува во поголема регија на конусот и тогаш на почетокот забележуваат дека околу изворите на светлина, како сјалиците на уличните светилки или пак фаровите на колите, приметуваат зраци кои што се асиметрични, се растегнуваат како звезди на едната страна или некој халоа околу да не можат да изфокусираат јасно. Во понапредните фази на болеста, тоа некакво дуплирање на сликата се јавува и дење, се јавува и под добра светлина и веќе не само што не можат да постигнат јасен вид, туку и диоптријата им се менува многу често, секоја одење на офталмолог имаат промена во диоптрија и тоа особено симптоматична е промената на цилиндерот. Кога астигматизмот се менува кај возрастни луѓе, тоа е некој знак дека нешто се случува кое не е добро, бидејќи тој вообичаено е стандарден и тој од раната детска возраст е стабилен. Така што тие промени во диоптријата и на крај непостигнување на максимален вид без разлика на тоа колку голема диоптрија ќе ставиме. Може ли видот да се загуби поради оваа болест? За жал може, имаме напреднати случаи во кои што пред се рожницата, она е толку веќе истенчена во својот преден дел на врвот на конусот, што во неја се појавуваат пукнатини. Тие пукнатини прават да она веќе не е продзирна, не е транспарентна, него станува бела. И имаме онда забелување кое вака видливо е со голо око на предниот дел на рожницата и тоа забелување веќе не може да го коригираме со никакви стакленца. Тоа мора да оди на трансплантација на рожница како најагресивна метода за третман, каде што таа рожница што е трајно оштетена, неповратно, ја вадиме и ја заменуваме со нова рожница од мртов донор. Така да тоа е некое губење на видот кое што може да се оперира, се третира, меѓутоа иницијално станува збор за таков тип на прогресија. Ајде да продискутираме што доведува до оваа болест. Има ли некаква улога на следниот фактор, односно дали почесто ќе се јавува кератоконусот во семејствата каде што е присутна оваа диагноза? Па да, генетската компонента е
е тука, она е присутна, иако не е основна. Тоа не е болест која што секогаш ако имаме во фамилија кај некој од родителите или некој баба и дедо, ќе имаме наследство на кератоконусот, но исто така имаме многу деново случаи. Значи случаи кои никој во фамилија нема никакви проблеми од овој тип. Така што би рекле дека кератоконусот е мултифакториелна болест, значи има повеќе фактори за нејзино наследување. Генетската компонента е важна затоа што тие пациенти кои имаат во фамилија кератоконус, вообичаено порано добиваат кератоконус. И ние кога имаме пациенти на некоја возраст од 25, 30, 35 години, секогаш ги подсетуваме дека ако имате деца, немојте да заборавите на децата кои ќе бидат 12 години, 13, да прв пат ги однесете на снимање на корнеална топографија како скрининг, без разлика дали имаат диоптрија и дали имаат некакви симптоми. Значи едноставно да тоа им се вреже дека кога имаат они своји деца, дека тој скрининг ќе го направат доволно рано. Затоа тоа не сме се занемари генетската компонента. Кератоконусот во минатото се сметаше за невоспалителна болест. Значи невоспалителна ја викавме дистрофија, значи постепено пропаѓање на дел од клетките во самата рожница, во незината структура, со што таа слабе. Меѓутоа, по новите истражувања, таа има една многу силна воспалителна компонента. Тоа не значи дека она е од конјуктивит или од воспаление, но кога имаме хронично воспаление на очите, најчесто предизвикано од алергии, бидејќи алергиите даваат хронично воспаление, цела пролет или лето не чешаат очите и слично. Кога имаме механички тригер на чешање на очите, кај што буквално ги триеме силно со тупаницата на окото поради немоќ во тоа некакво чешање воспаление, тогаш ризикот за појава на кератоконус и кај пациенти кои немаат никаков конус во фамилија е многу висок. Дури има една секта во Америка кој што дел од обредите им се триење на очите и некакви видни феномени кои на тој начин им се појавуваат и тие имаат сите кератоконус. Значи само еден без никаква генетска поврзаност меѓу нив, само еден фактор кој само иритацијата на окото. Да, само физичкото триење. Така да тие фактори се многу важни и уште на првата средба со пациентите со кератоконус забрануваме да ги чешаат очите, препишуваме терапија во смисол на вештачки солзи, нешто да очите се влажнат, се перат, да не дојдеме во ситуација да алергените од природата, токсините, од загадениот воздух, частичките кои ни сметаат во дишењето, да тие исто така прават иритација на очите. Докторке, дали ова значи дека оние кои што имаат астма се во ризик група да развијат? Има повеќе истражувања, астмите, екземите, како некои болести, кои што најчесто не одат сами, туку одат со склоност кон алергиски реакции, склоност и кон кожни алергиски, и кон алергија на носот, на очите и слично. Токму поради тоа, таа група на проалергиски болести, како астмата, атопичните болести на кожата, дерматитите, одат заедно некако со кератоконусот, иако не се директно поврзани. Ја споменавте иритацијата на окото. Што е со носењето контактни леки? Дали тие може да предизвикаат појава на кератоконус? Да, самите контактни леки они не би требало да го иритираат окото. Ако имаме леќа која по својата базна кривина, значи закривеноста на леќата е соодветна, по незината димензија е соодветна и на здраво око, таа леќа генерално не треба да предизвика никакво воспаление. Иако јас секогаш велам, значи леките се кога се они прават, кога се измислуваат и тестираат, они се тестираат во една поидеална средина од оваа секојдневната наша во нашиот град. И затоа препорачувам да не се носат баш по цел ден, по 10 сати, некој дел од денот или од сабајле, да се носат или попладне. Потоа да никогаш не се спие со леки за да во нив не се заробат честички кои може да предизвикаат иритација, пошто леќата контактна има пори во себе. Тие пори преку ноќ кога ќе ја ставиме во течност се празнат, се отопува од нив тој материјал од надвор што е налепен, меѓутоа понекогаш надвор во природата секојдневно имаме навистина материјал многу повеќе колку што може да се отопи. Затоа почесто се вада да се перат очите, леките, а на очите се ставаат вештачки солзи преку леќата. А можат ли одредени системски болести и хормонски нарушувања да доведат до кератоконус? Да, хормонските нарушувања најчесто се поврзани, например, со тироидните хормони и со женските полови хормони. Меѓу другото, например, сме имале ситуации во кои девојка која доаѓа кај нас
во текот, значи доаѓа кај нас во текот на бременоста и ние у нас доаѓа за лазерска корекција на диоптрија и ние викаме вие имате една многу нежна почетна форма на кератоконус. Океј, во моментов нема ништо да правиме, нека помине бременоста и ќе се видиме неколку месеци подоцна. Потоа кога доаѓа девојката потоа, всушност кератоконусот се враќа назад како да нема кератоконус. Значи, може да настанат и транзиторни промени, значи рожницата под влијание на хормоните кои доведуваат до растегнување на ткивата, да се прошири полесно карлицата, стомакот, тие истите хормони ја прават рожницата некогаш помека и она може да се испакне на напред, меѓутоа тоа е реверзибилно ако нема дополнителни фактори кои таа состојба ќе ја влошат или ќе ја остават така. Така што, да, хормоните и тироидните хормони, па одредени состојби на тироидната жлезда можат да доведат до прогрес на кератоконусот кај пациенти кои веќе имаат некаков потенцијал до прогрес, за тоа. Но дали може да се јави кератоконус кај некои што немаат никаков проблем? Да, не би требало само тоа. Затоа велиме мултифакторијална секогаш повеќе работи се измешани, никогаш еден фактор не е доволен. А УВ зрачењата? Вика, УВ, интересно е дека и самиот третман на кератоконусот е со УВ, меѓутоа УВ зрачењето во смисол на тие земји кои што имаат сува една клима, богата со сонце и сув воздух и УВ зрачење имаат поголема преваленца на кератоконус. Значи честотата е поголема во тие арапските земји, значи кои што имаат таква една клима која што викаме предиспозиција за кератоконус. Не само тоа УВ, меѓутоа УВ зрачењето во комбинација со нели така воздухот сув и многу сонце и тоа. Дали тоа значи во зимите каде што е постудено и нема толку сончеви денови? Нема толку кератоконус. Нема толку кератоконус. А како е кај нас? Ние имаме доста сончеви денови. Да, видете, ние направивме една студија, значи ние во 2015 година во Систина кога почнавме да работиме на лазерска корекција на диоптрија, го отворивме Центарот за рефрактивна хирургија и таму правевме на некој начин скрининг за пациенти кои се кандидати или не се кандидати за лазерска корекција на диоптрија. Во тој скрининг главно е да се диагностицираат тие што имаат кератоконус или кои имаат потенцијал да развијат кератоконус, бидејќи лазерската корекција на диоптрија, ако се направи кај пациент кој нема кератоконус, али има потенцијал, он може да развие само заради тоа што со лазер му е истенчена рожницата. И затоа нас главниот скрининг ние да ги диагностицираме таа група на сомнителни случаи. Сега, во тој смисол, ние направивме еден пресек на податоците кои ги добивме и така од 2015 година до 2018 година пациентите што ги прегледавме за лазерска корекција на диоптрија, добивме дека 12% од нив имаат кератоконус. И сега тој процент, апропо на вашата најава, 12%, значи 12 на 100 луѓе прегледани, е многу висок, многу повисок и од тие 1 на 2000 и од тие 1 на 400 по новата литература од данската студија национална. И правевме анализа зошто кај нас, дали е можно дека ние имаме преваленца толку висока како што имаат Иран, например. Поентата е дека ние тоа го правевме некако национална студија која ги опфаќа сите луѓе, него оддел за рефрактивна хирургија. Што значи дека ние правевме скрининг на пациенти кои имаат некакви проблеми, кои можеби никогаш немало да дознаат дека имаат кератоконус, да не решеле да прават лазерска корекција на диоптрија или да одат на преглед за лазерска корекција на диоптрија. Значи може незабележано да помине. Незабележано. Он и почнал да прогредира, се смирил, се стабилизирал со соодветна корекција на диоптријата. Функционален е пациентот или не е функционален баш, меѓутоа е помирен со тоа како гледа и некако тоа проаѓа. Знаете, ние кога почнавме да диагностицираме кератоконус и да третираме кератоконус, кај нас повеќето пациенти беа во многу одмината фаза, што значи дека таа рана диагноза беше заборавена или пациентите кои рано се диагностицираат во некој град низ Македонија, приказната кој оние знаеа од нивниот локален доктор е дека тоа е, нема везе, ќе видиме, едноставно без решение. Така што, у тој момент, ние со некаков тип на скрининг меѓу таа популација најдовме огромен број на пациенти со кератоконус. А на која возраст обично се јавува болеста? Болеста се јавува најчесто на возраст меѓу, да речеме, 13-14 години. А во тинеџерските години, значи? Да, многу рано. Со тоа што, да, има пациенти кои што во таа фаза имаат многу благи симптоми,
но се јавува појако по некој тригер, да речеме, во време на факултетските денови, па некакво суво око, компјутер вижн синдромите како суво око комбинирано со чешање на очите, иритации чести или понатаму некои бременности кои што можат тоа да го уште малку поттикнат, точно. Меѓутоа, кај децата, кога се јавува кај во многу раната популација, по фаза на животот, тогаш конусот често е и попрогресивен, значи колку порано ќе се јави и кога ќе дојде, например, ние имаме најраното детенце, ние 9 години кога сме правеле интервенција за кератоконус. Али најчесто пациентите викаат, мене ми се појави диоптрија, да речеме на 13-14 години и после цело време ми растеш и они доаѓаат на 20 и веќе имаат еден кератоконус од 4 стадиуми градус 3. Значи, тој почнал веројатно во почетокот и со самата појава на диоптрија, меѓутоа се дефинирал низ времето понатаму. А на која возраст запира неговата прогресија? Да, може ли да запре со годините? Према литературата, она негде на 40 години запира неговата прогресија. Ние и тие што се над 30, веќе 35, па не брзаме со интервенција. Правиме интервенција ако пациентот субјективно јавува дека диоптријата му се менува и приметува пад на видот. Инаку малку ги следиме. Сега веќе имаме и нови протоколи кои што само ја стабилизираат рожницата, брзи протоколи кои што може да се применат кај таа повозрасна популација. Меѓутоа, генерално, кога имаме кератоконус, никогаш не го губиме од вид. Значи, сакаме да е под контрола, па дури во своите 40 години. Да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна. Доктор Фанка Гилевска, офталмолог и хирург, е гостинка во студиото на Телма. Со неа зборуваме за болеста на окото, позната како кератоконус, можно сложено заболување. Ќе појасниме и зошто во текот на емисијата. Но можете да поставите прашања секако и надвор од оваа тема. Ние продолжуваме и понатаму. Можете ли да процените кај кој пациент со кое темпо ќе прогресира болеста? Може ли се појави кератоконус да биде во блага форма и така да остане до крај? Да, па теоретски може, има тоа е незахвална, викаме, на работа да ја процениме. На мене еднаш ми се случи, имав едно дете 14 или 13 години беше и кога сега се сеќавам дека негде март месец ние диагностициравме кератоконус и неговиот родител и ќе правиме интервенција кросслинкинг, се е договорено, меѓутоа трае школската година, опоравувањето после кросслинкинг методата бара време. И па неговиот родител мене ме прашува, може ли да причекаме до распустот? Значи, јуни месец, веќе во јуни би го направиле, ето март месец средина, значи имаме 2 месеци и сега јас знаејќи дека кератоконусот, колку и да е прогресивен, тој не се јавува преку ноќ, велам може. Детето со таква прогресија дојде за 2 месеци, да тош и на своето лично искуство сватив колку е незахвално да ги прогнозираме. Иако на вистина он генерално не е така брзо прогредирачки, меѓутоа правилото не е следно. Секој пациент кој има ново откриен кератоконус до 20 години гледаме да не одложуваме. Значи имате диагноза и да го третираме што може побрзо. Тие што ги сметаме за деца на возраст во средно школа, што се под 16 години, например, тие воопшто не дозволуваме веќе распусти такви чекања, значи да побрзаме, да не ни се случи ова што веќе еднаш ни се случи. 20 години до 25 години исто така правиме без да чекаме да документираме прогресија, која што над 25 години прво викаме ајде да видиме колку прогредира, ќе дојдеме на контролна снимка за 6 месеци, за 1 година, зависно што ни е проценката и зависно од таа снимка гледаме дали ќе направиме кросслинкинг, нема, каков протокол ќе направиме на третман и така. Пред да преидеме на третманите, но и на диагностиката, малку подетално да ги вклучиме гледачите со нивните прашања. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден, убав ден, среќни празници. Ви благодарам, се најубаво и вам. До докторката и водителката. Благодарам. Вечерам ми ве пратам секогаш. Баш ми е драго. Моето прашање, ја не гледам ни близко, ни доли, ни далеко. Имам години, имам очила за корекција. Моето прашање не е во врска со темата, меѓутоа мислам дека докторката е способна да ми одговори. Се работи за следното. Често пати ми се затвараат очите. Не можам механички да ги отварам. Морам со рацете да ги отварам тешко.
На што се должи тоа, ако знаете? Дали имате некое прашање, докторке? Немам. Не, во ред, ви благодарам за вклучувањето. Значи, таа состојба кога очните капаци се затвараат, тоа се вика птоза, као спуштени капаци. И сега тие капаци спуштени, они може да бидат по различно потекло. Најчесто кај постарата популација е слабост на мускулот кој што се припојува на капакот за да го подига, односно низ годините се развлекува. И така ние често пати гледаме дека возрастни луѓе на очите им се како на пола, како подзаспани. Всушност, таквата состојба е еден тип на дегенерација на тој мускул и она може да се лекува со операција, каде што се прешива тој дел од мускулот малку погоре и он полесно може да го отвара капакот. Но претходно мора да се исклучи некакво невролошко потекло, затоа што некои болести, како мијастенија и слично, иако пациентката е постара, меѓутоа може да доведат до слабост на мускулатурата, односно тај комуникација меѓу нервот и мускулот да е слаб и да едноставно нервот е одговорен за тоа да не може да ги подигне капаците. Така што треба невролошки да се види дали е се во ред, а ако е таму во ред, onda офталмолошки може да дојде на операција на капаците. Сложена е таа операција? Па не е толку сложена, се прави мал рез на капакот, се прешива мускулот буквално со неколку кончиња и се прават двете очи во исто време. И естетски ќе се подобри? И естетски ќе се подобри, помлада ќе биде. Па ето, одлично. Значи две решенија во едно, така. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Го очекуваме прашањето од следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Јас ќе го замолам да го намали тонот на телевизорот. Добар ден, одлично ве слушаме, повелете. Овде пациентка, да речам, Сунчица. Така. Се јавувам од Петровец. Имам проблеми со очите, имам висок притисок пред една година и од тогаш трепкам многу со очите. Трепкате? Трепкам, да. И бев наочно, ми рекоа имам суво око. Суви ми се очите и капки употребувам за... А тоа трепкате како да ви трепери капакот или баш цел трепта имате како ви трепери? Дали ви трепери капакот или буквално целосно трепкате како? Трепкам, не ми трепери, него трепкам. На двете очи така? На двете очи, да. И употребувам капки овие за суви очи што се. Така. А тие капки ви го решаваат проблемот или не? Моментално, али колку да ги отварам очите и повеќе са телевизија гледам, повеќе мижам, подобро ми е него кога ми се отворени очите. Така, па предпоставам. А инаку имам и диоптрија на очите. Ги носите на очарите? Ги носам, да, ама не ми помага. Трепкам, цело време трепкам и ми ствара нервоза. Бев и на невролог. Ми рекоа дека од притисокот што ми бил висок и ете последица некоја. А само на едното или на двете очи? На двете очи, да. Трепкам со двете очи цело време. Да. Така, ви благодарам за вклучувањето. Што би можеле да советувате? Меѓутоа, генерално очниот притисок не прави трепкање, генерално нема механизам по кој тие две би се споиле. Очниот притисок може да создаде некој пад на видот, трајни некој внатре нарушувања, меѓутоа сега на површината трепкањето може да е под тригер, да пациентката стварно да има некој посуви очи, да под капакот има одредени ги викаме тие папили, као рапава е површината, па те тира да трепкаш. Може да е невролошки во смисол дека тоа трепкањето да е неволно, па да треба да се решава со ботокс во сфинктерите. Значи и тоа се случува, тие се спазми уствари, не е баш као тоа вака изгледа како трепкање, а всушност се спазми истовремени на двете очи на мускулите кои што нормално би требало да трепкаат, наместо нормално спроведување на импулсот да оди во спазам, така да тоа се третира со ботокс. Така да пациентката треба да дојде кај нас на преглед евентуално, па да видиме стварно дали и некакво решение можеме да најдеме друго освен вештачки солзи, зашто некогаш кортикостероиди треба да се дадат подолго за да се смири површината од натра, некогаш и ботокс. Ке ги вклучиме и останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката, моја генерација. Ви благодарам. Имам констатирано глауком наследно со норматензивен, односно со нормален притисок,
Земам терапија, стандардна терапија за познаење на докторката. Меѓутоа навечер исто така приметувам во ова што го кажа со светлата и така натаму, послабо ми е гледањето. Додека кај мојот татко веќе е загубен видот од глаукомот, од истава дијагноза со нормален притисок, на едно толку е целосно, на другото гледаше 20%, во меѓувреме му се воспалуваат очите, исто тоа го спомна докторкава претходно, му се воспалуваат очите со црвенило и триење, и од самата терапија се констатира дека има и стафилова кока. Од самата терапија дополнително се работи за антибиотик, дополнително му се влоши состојбата, има заматен вид, сега може да се каже и со друго толку дека не гледа. Нешто, дали тоа ќе остане таа состојба или попреки на терапијата може да се поврати видот. Кај вашиот татко? За таткова. Гледате, кога имаме некакво воспаление на очите, посебно ете бактериска инфекција, конјуктивит или кератит, некогаш па рожницата се заматува, некогаш е потребно и со месеци да поминат после завршување со терапијата, за да се регенерира рожницата во целост и незината провидност да се врати. Значи е потребно време да помине и верувам дека ако е само на крај некоја последица од инфекцијата, дека она има добра шанса да се опорави и да се врати во нормала. Сега тоа заматувањето на видот што се случува навечер, например, што го спомнавте кај вас, ако немате диоптрија, можеби притисокот кај вас некако циклично се покачува навечер, да он не е баш стабилен, без разлика што е нормален, као нормотензивен глауком, да има одредени пикови. Па можеби треба да се направат некои мерења повеќе уште еднаш, сигурно на почетокот на поставување на дијагноза се правени, али да се види дали баш навечер можеби ипак скока притисокот и тогаш се гледаат слично така халоа околу светлата. Така да во однос на тоа совет би било да се измери навечер притисокот, дека и таткото треба време за регенерација. Регенерација може да помогне автологен серум после прекин на терапијата со антибиотици. Од крвта се вади и се прави серум, тој плазма делот што се става и на лице за разувување. така. Да, тој третман и тоа се става како капки на окото и они внатре имаат хранливи состојки кои што ќе помогнат рожницата да се регенерира. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Јас ќе го замолам гледачот веднаш да го намали тонот на телевизорот, доколку сака да се вклучи во програма и успешно да комуницираме. Добар ден, еве уште една шанса за него. Не, ќе продолжиме ние понатаму. Докторке, дали оние кои што имаат ваков проблем со кератоконус може да чувствуваат и главоболки? Па главоболките се многу широк симптом и може да ги чувствуваат пациентите кои имаат диоптрија на носат очила, па така и овие што имаат кератоконус ако имаат несоодветна корекција. Кај кератоконусот со корекцијата на диоптрија има една специфика. Вие кога ќе одите нормално на офталмолог, офталмологот ве става на тоа се вика ауторефрактометар, еден апарат кај што се мери диоптријата автоматски. Тоа не е финална диоптрија, ама таа е еден водич на лекарот кој што према нејзе ви пробува стакленца. Сега, тој апарат не е направен за пациенти со кератоконус. И тие пациенти го лажат апаратот, нели, несвесно, и тоа го лажат апаратот и апаратот дава многу големи вредности, бидејќи се збунува со тој конусот, како е рожницата деформирана, и дава многу поголеми вредности и на сферната диоптрија и на цилиндерот, и тоа одводи почесто кон тоа пациентите да се хиперкорегирани. Значи, пациент кој, например, би требало да носи -2 цилиндер диоптрија, еве некоја, -2 цилиндер, нешто, он доаѓа кај нас со -4 сфера и 4 цилиндер, он вика со овие најдобро гледам, докторот ми ги даде, затоа што се воделе по рефракцијата од авторефрактометарот. Пациентите со кератоконус различно се корегираат диоптриски. Мора да оди целосно мануелно и само да се коригира астигматизмот по корнеалната топографија. Значи, има посебен метод на корекција на овие пациенти. Дали при обичен офталмолошки преглед вие можете да забележите конусовидна рожница, испакнување?
Ако е понапреден, ќе се види со голо око и на микроскоп уште повеќе. Има одредени промени како видливи корнеални нерви, пигмент на рожницата кои упатуваат на постоење. Меѓутоа, дури и сестрата која што или оптометристот кој го спрема пациентот кај нас се обучени, кој ќе ве стават на апаратот за ова автоматско проценка на диоптрија, тој апарат функционира како концентрични кругови. И до ова сестрата која што го гледа пациентот гледа дека круговите кон едната страна се развлечени и веќе алармира дека тука можеби нешто не е во ред. Значи тоа е до тренинг на прегледот. Инаку да, и без да можеби за стадиумот на кератоконус ни треба малку пософистицирана оправа, меѓутоа за иницијално многу често тоа уште сестрата го кажува. Значи да заклучиме, очилата, доколку соодветно биде измерен диоптерот, може да помогнат кај лицата со кератоконус? Може да помогнат да гледа подобро, него ли без нив, можеби не е 100%, меѓутоа да гледа значајно подобро. Али ако се јаки, може да имаат главоболки и непријатност додека ги носат. Порано постоеше едно убедување дека цврстите контактни леки, тврдите, доколку се носат кај лица со кератоконус, може да се спречи прогресијата на болеста, па дури и да се нормализира рожницата. Има ли вистина во тоа? Нема, тоа е мит. Значи, всушност, што се случува? Постојат тврди контактни леки за кератоконус. Значи, например, ние имаме Rose K2 кератоконични леки и тие ги даваме на пациенти, меѓутоа тие служат за да се подобри видот, значи да може да гледа подобро отколку што може со наочари. Меѓутоа, ако вие носите тврда контактна леќа, под незе конусот си напредува, само што леќата го маскира, пациентот не приметува затоа што добро гледа. И ако не оди на рутински редовни контроли, низ времето може да добие и лузна на самата рожница и трајни оштетувања. Ние имавме таков пациент. Значи имавме пациент кој млад човек, он колега баш кај ние. Значи имаше на двете очи кератоконус, на едното понапредно, на едното почетно 21 година на првиот преглед. Тоа што имаше напреден кератоконус, го третиравме, окей, после 6 месеци му ставивме тврда леќа. Другото око, он си носеше контактна леќа од предходно, ама тоа беше почетен кератоконус, ќе го следиме, ќе видиме. Пациентот не се појави, пошто сега веќе профункционира, да речеме, на двете очи, неколку години, мислам дека 3 години не се појави на контрола. Кога дојде оково кое што ни беше иницијално третирано, беше супер, затоа што беше стабилно, како што го оставивме на последната средба, он гледаше одлично. Другото око беше толку полошо, а тоа по доброто око, кое што во тој момент ни беше почетен конус, беше уште понапреден него окото што прво го третиравме. Значи, толку прогредирано, плюс со лузна на рожницата, а он дојде на рутински преглед после повеќе години со контактна леќа на око, под која што веќе имаше лузна. Така што, он неприметно го доведе второто око во прогресија многу повеќе него ли првото можевме да го завршиме до тогаш. Значи, ова е мит, да се знае, тоа не е решение. Леките не се решение, они се одлично решение, но откако со третманот ќе ја зајакнеме рожницата, па после леките се алтернатива на наочарите. Наочари, меки леки, тврди леки, тоа е се помагало, не е лек. А постојат ли некои природни препарати за зајакнување на рожницата? Нешто што може да се капне во окото со некои билки што е направено? Да, ние чекаме, вака во науката се обидуваат да направат капки кои што многу слично како и третманот ќе може да се упијат во рожницата и да ја зајакнат низ време, тоа го немаме. D-витаминот ни помага, па даваме на пациентите со кератоконус во годината неколку циклуси на D-витамин повеќе. C-витаминот исто е корисен за рожницата, но ништо од тоа не е третман кој е замена за интервенциите како крослинкинг во моментот. А маслото од рицинус? Немаме никакви медицински информации за маслото од рицинус. Бидејќи може на интернет да се слушнат најразлични препораки, директно да се капне во око, не препорачувате? Не. Ништо од тоа. Да. Предпоставам дека и исхраната би било добро да се промени и Па, викаме ние тие луѓе се млади, здрави, во принцип млади, здрави луѓе кои јадат се, не би требало исхраната да биде проблем. Пред да преминеме на третманите, ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Се надевам дека тонот на телевизорот е намален. Добар ден. Добар ден. Повелете. Можам да зборувам? Да, го очекуваме вашето прашање во програма. Сте одлично, ве слушаме. Пред месец и нешто се оперисав од катаракта. Можда не е темата на Така, но рековме дека може и да за други состојби да проговориме.
Така, значи имате направена операција од катаракта. После еден месец става в капки. Од катаракта. Добра. Сега околу ми солзи, зошто не знам. Аха, добро, сега има солзење на тоа око. Имате прашање? Не, после операцијата Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, после операцијата на катаракта често е солзењето и причина е сувоста, малце е парадоксално вака. Меѓутоа, тие базалната секреција всушност не е од солзната жлезда, него од сите тие клетки на површината на окото со самата операција, бидејќи тоа се возрастни луѓе, постари, тие се оштетуваат на некој начин во тек на операција, што и од јодот и дезинфициенсот и од самата микротраума што настанува, и онда после операцијата им треба време да се опорават. Тоа време од прилика е меѓу 3 и 6 месеци, во кои што ние... месеци, не недели. Да, месеци. Ние после операцијата на катаракта, прво има антибиотик, она што тоа е редовна терапија, кортикостероиди, а после тоа продолжува со вештачки солзи, и тоа некои малку погусти солзи, за да не се капаат пречесто, за да држат еден вид на обвивка на површината, да нема тригер солзната жлезда да лачи солзи, пошто солзите што ги лачи солзната жлезда се водени, они течат, лијат надвор, а нас не требаат погусти солзи кои што ќе останат на површината. Па така, например, некои вештачки солзи што се малце погусти внатре, во составот би помогнале еднаш 2 пати дневно капнување и полека таа сувост ќе се смири и ќе престане ова солзна жлезда да лачи така солзи да лие кај господјата. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Во програма сте? Повелете. Земболам, оперирана сам од катаракта на едно и друго око. Од како се оперирав, ми солзат очите и носот ми тече нон-стоп. Ја 80 години сам, марамица не сам употребила, а сега носот ми тече непријатно ми за Така, постојано, сега имате нов проблем. Мислам дека е слично за ова што зборувавме пред малку. Да. Ви што претпоставам барате решение на вашиот проблем, така? Не ве слушам, ја и не слушам многу, да ви кажам. А имате и таков проблем. Еве сега ќе можете да го појачате тонот на телевизорот и да го добиете одговорот. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, нормално дека тече носот, пошто солзните, одводите на солзите одат во носот, така што пациентите кои имаат солзење, тоа бидејќи е тој канал прооден, супер, и оди во носот на крај и заради тоа тече, така што вештачки солзи би биле згодни тука да се користат. Решението е во овој случај. Да, вештачки солзи нека капаат, ќе им се подобри тоа веднаш. Може да остане и подолг период? Па не би требало, они точно збориме за постара популација, потешки се сите регенерации кај нив, али 3 до 6 месеци е некој оптимум и за таа популација. Кога зборуваме за кератоконусот, кој третман е најоптимален за решавање на болеста? Значи, главен третман за кератоконусот е третманот кој што ќе сопре пред се прогресијата, а секундарно и ќе зарамни малку рожницата и ќе го подобри видот. Али стопирање на прогресија ни е цел број 1. Тоа е кросслинкинг методата. Методата кросслинкинг Што е тоа? Лазерска ли е таа да, метода? тоа е една хемиска метода, ја викаме не е операција, интервенција, е така, затоа што на таа рожница која што е конично испакната, ние во почетокот прво го тргаме најгорниот површински слој кој што е заштитен, тоа е околу 50 микрони дебел, потоа капаме рибофлавин, тоа е витамин B2 капки, да се упие целата рожница во целата дебелина, значи како сунгер, и капаме 10 минути, 15 колку треба. Потоа кога е она полна, ја зрачиме одозгора со UVA светло, со одредена бранова должина. Сега, тоа зрачење всушност го активира витаминот внатре во рожницата, го активира во смисол он е фотоактивен, кога ќе го накапаме неактивен, кога ќе се активира со UV светлото станува активен и таа негова активност се манифестира да он создава внатре врски во самата структура на рожницата. Хемиски врски создава. И тие некои ламели или некакви структури од кои она е изградена, како некоја мрежа, ако ги замислиме, ги спојува да меѓу нив спојките бидат побројни и таа рожница да е подцврста. Пред се да престане да прогредира. А секундарно на тоа ние кога имаме нешто што е подцврсто, оно малку ќе се врати назад, па и конусот станува порамен. Да, и така пациентите и подобро гледаат после тоа. Така што тоа е интервенција број 1. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања, потоа ќе продолжиме онаму каде што запревме. Добар ден.
Добар ден за Добар ден. следниот гледач. Добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Поздрав до вас. Ви благодарам. Би сакал, пошто покасно се уклучив во емисијава, дали се може да повторите за која докторка се работи и каде ординира, би сакал да посетам. Така, секако. А дали имате некој дополнително прашање? Па дополнително прашање, јас имам проблем конкретно со моите зеници, значи многу споро се отвараат и затвараат, во смисол многу не реагираат на светлина. Значи и во темнина се скроз затворени, да речам точка. И често пати кога идам на некоја контрола, дури ми се поставува прашање дали случајно користам некои непотребни супстанции, нели? Меѓутоа не сум корисник на такви. Така, го имате проблемот. Ако имам проблемот, и сега да не навлегувам понатаму и се би сакал, ако може, некако не знам да ми Така. објасните каде би можел да Ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктор Благодарам. Фанка Гилевска, офталмолог-хирург во Промедика офталмологија, гостинка во студиото на Телма. Докторке, што можете да дадете како совет? Па, треба да се види дали тоа е абнормална реакција на зениците во смисол дека они имаат некаква траума предходно преживеано од некаква инфекција, некогаш искриена инфекција на ганглионите, значи таму внатре во мозокот местата каде што го спроведуваат импулсот, или е тоа само некаква успорена во смисол физиолошки, бидејќи некогаш и физиолошките варијации варираат многу. Така да постојат тестови со одредени капки кои што служат за ширење и теснење на зеници, кај што ќе се истестираат дали е нервот во прашање или нервот е во ред, а самата зеница реагира абнормално, да речеме, во ситуација. Добро, ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден за него. Ало, Повелете. добар ден. Добар ден. Го очекуваме вашето Поздравувам прашање. вас и докторката. Ви благодарам. Сакам да кажам дека не е директно прашањето во врска со кератоконус, но со оглед на тоа што имате можност и на други прашања да одговорите. Така, секако, Еве ќе го повелете. поставам. Јас имам 80 години. Пред повеќе од 20 години ми е констатиран глауком. И татко ми имаше глауком. И со едната и со другата очна докторка се регулираше и сега притисокот очен ми е нормален. Гледам и надалечина и близко со диоптрија. Примам против глаукомот унитимолол капки, но имам проблем со тоа што ме чешат очните капаци. Очната докторка ми даде патанол, капки, како да имам алергија. Втора година ги користам, не ми помага. Ја прашав дали може со нешто друго да се регулира чешањето на очните капаци. Докторката ми вика дека има контраиндикации и се друго во врска со глаукомот. И сега можете ли да ми кажете, има ли начин да се регулира тоа чешање на очи? Докторката има Ве прашање само. чешаат капаците од надвор или внатре ве чешаат очите? Каде ве чешаат капаците, од надвор или во внатрешноста? Од надвор. И Од надвор горниот и чувствувате. долниот капак на двете очи, особено левото. Така. Добро. Значи Ви тие благодарам за вклучувањето. Тие Ви благ- кожни промени, кожни чешања и иритација, како некој тип на алергија, ако видела докторката или така, тие може да се третираат, има, например, како за дерматити, како за атопични дерматити за околу очи, например, на Авен крема за околу очи, она баш смирува чешање. Значи, кога имаме некаква иритираност, пошто 2 години е тоа, не е можно да е баш сега алергијава 2 години да трае. Тоа е малце чудно. Инаку, ако е баш алергија и ако има и црвенило и некакви, како бубуличиња, некаква набрекнатост, онда доаѓа во обзир дури и кортикостероиди за се дадат за алергија. Тоа не е баш точно дека, иако ние кога имам пациенти со глауком, избегнуваме да даваме долго кортикостероиди, али под контрола, во смисол под контрола да дадеме терапија, да го видиме пациентот за 2 недели на контрола, да ја намалиме дозата, па да го видиме за 2 недели на контрола, па да ја исклучиме дозата. Значи, кога не е пациентот без контрола, да му даеме кортикостероиди и контрола по потреба, него да го следиме тука, онда можеме да дадеме и кортикостероиди ако сметаме дека алергијата е. Ли треба да се види и на кожно може да се консултира, тоа бидејќи се капаците од надвор. И тоа не би било од
катарактата што е оперирана, него повеќе може самиот тимолол, унитимолол, они во себе содржи некои конзерванси и они може да прават некоја иритација. Може да се замени лекот, па наместо унитимолол да се даде други капки или некои без конзерванси. Имаме опции. Значи има опции. Докторке, ќе треба да направиме една емисија за очни капаци во денешната емисија. Се иглауком. јавија, да, и глауком, така. Продолжуваме ние понатаму, споменавте дека кој е најдобриот начин за третман на кератоконусот, но дали откако ќе се заврши третманот постои ризик да се повтори проблемот? Па, постои, иако самиот крослинкинг, он трае околу 20-25 години неговиот ефект. И онда викаме веќе пациентот ќе влезе во стабилна фаза на болеста. Освен, например, кај овие дечиња што сме правеле крослинкинг на 9, 10, 12 години, кај нив кога имаме агресивен конус веќе напреднат, па сме правеле рано крослинкинг, они може во своите рани 20 да имаат потреба да се повтори крослинкингот. Он може да се повтори. Не остава штета, не сечеме ништо, се регенерира на површината, така што може и да се повтори. Така да реално он е еднаш во животот се прави, ако има потреба, некаква прогресија да има поагресивна, онда може и да се повтори. А дали е болна интервенцијата? Самата интервенција не е болна, после операцијата пациентите имаат нелагода и болки, би рекле, а тоа е затоа што ние во принцип правиме тој еден протокол со деепителизација, значи го тргаме горниот слој на рожницата со цел да лекот што го ставаме убаво продре длабоко во неа. Постојат и протоколи кај што не се трга горниот слој на рожницата и они може да се прават и тогаш не би болело, воопшто би била процедурата многу полесна, но они по својата ефикасност низ медицинската литература сметаме дека се помалку ефикасни. И нив може да си ги приуштиме кај пациенти кои имаат релативно стабилен кератоконус или се на возраст над 30 години. Али ние, бидејќи нас ни е пред се успешноста на третманот отколку тој комфор за пациентот, разговараме со пациентот претходно, го подготвуваме на таа нелагода 2-3 дена, го спремаме дома со терапија, меѓу која често пати и капки анестетски му даваме за секој случај да ги капне во очите ако баш е непријатноста голема. И во принцип правиме протокол кој е поефикасен и се залагаме за тоа дека подобро да направиме еднаш поефикасно отколку нешто кое што знаеме веќе дека е помалку ефикасно. А на што треба да се внимава по завршената интервенција? Што ако пациентот, односно лицето кој што имало кератоконус како што е направена, како рековте крослинкинг, да интервенцијата потоа спие, да речеме на лице, бидејќи многу спијат на страна или пак со лицето врз перницата, на стомак спијат. Да, во првите денови после интервенцијата пациентот има на окото контактна леќа. Таа е тераписка леќа што претходно ја топиме во антибиотик и она седи неколку дена за под леќата да настане зараснување на тој горниот површинскиот слој што сме го тргнале. Додека има леќа во окото, забрането е да ги мие очите со вода. Значи само става капки кои што сме му ги напишале. После 2-3-4 дена, кога ќе дојде на контрола, кога ќе извадиме контактната леќа, веќе пациентот може нормално да мие лице и да се врати на сите работи што ги правил претходно. И на спорт, и на спиење со главата во јастук, и на да ги почеша очите, може комотно, да седи во зачадена просторија ако баш сака да седи во да, или некој сите, значи работи спорт без ограничување. Сме имале пациентки кои треба да имаат деца, се пораѓаат без да имаат царски, мислам тоа не е индикација за царски рез, со природен пород, значи идејата на третманот е да се зајакне рожницата за да животот продолжи онака како треба да биде нормално. Што ако е неуспешен третманот? Па, неуспешен третман не сме имале. Во кој случај се преминува трансплантација на рожница? Да, али неуспешен може да се смета например третман во кој што на рожницата се појавуваат некои заматувања кои што ни прават проблем потоа во постигнување на добра виднаоштрина и перспективно тоа да заврши на трансплантација. Ние имаме доста пациенти кои доаѓаат кај нас каде што некој друг колега смета дека треба да одат веќе на трансплантација, значи безнадежни во смисол на јако прогресивен кератоконус. Нашиот став е дека ако има шанса да ја спасиме таа рожница и со незе, со крослинкинг, со контактна леќа, со било што да постигнеме добар вид, трансплантацијата да се одложи колку може повеќе.
За таа цел, нашата нова лампа за кросслинкинг има протокол СУП 400, тоа се специјални протоколи за многу тенки рожници, многу напреднат кератоконус. Сме правеле кросслинкинг и ставајќи на рожницата контакт на леќа да имитира ткиво на рожница како да е подебела, за да успееме да го направиме. И кај пациенти кои веќе имаат некако замаглување на рожницата, сме правеле кросслинкинг ако не е централно, па после сме ставале контакт на леќа ако не е тоа централно замаглување, за да може да гледа. Затоа што трансплантатот кај млади луѓе, трансплантатот исто така не само што е агресивен и што како интервенција е потешка, она е пратена со многу подолго користење на капки во очите, со многу поголема потреба од внимателност во животот, откажување од некои спортови и некои работи кои нормално би ги правеле, со цел да не го повредиме трансплантатот кој е посензитивен, и со ризик од отфрлање на трансплантатот, бидејќи тоа е туѓо ткиво. И плюс времето кое што трансплантатот живее, како неговото рок на траење, е околу исто така 20-25 години. И сега, ако ние направиме трансплантација на некој што има 20, значи во неговите најпродуктивни години ќе одиме на втора трансплантација најчесто, кое што е со уште поголеми ризици. Значи, ако можеме тоа да го одложиме до кај 30-40, би било супер, макар иако не постигнуваме супер витали, нешто дека таа рожница твоја е функционална. Така. Затоа нас целта ни е трансплантацијата на страна, само кај баш безнадежни случаи, али многу чуда може да се направат со кросслинкинг и контактни леки. Доктор, ке ви благодарам многу за сите појаснувања поврзани со оваа болест, која што и не е така ретка како што споменавте, кај нас не е ретка. И на крајот од емисијата честитки за вашиот докторат. Го одбранивте скоро, пред 1 месец. Да. Беше поврзан со оваа тема? Па да, беше за кератоконус. Докторатот го запишав во Загреб 2018 година. Значи, веќе 6 години како работев на него. Излегоа од него 6 трудови во добри списанија офталмолошки, кои што беа поврзани со кросслинкинг, со ефектите од операцијата. Всушност, докторатот ни беа предвидување на видната оштрина кај пациентите после кросслинкинг, со очила видната оштрина, како одредени параметри во рожницата може да ни кажат како пациентот ќе гледа 1 година по операцијата. Може тоа да се процени едноставно? Може, имаме сега формули, со нив работиме и така. Така да темата е таа, имавме во докторатот 101 око, избравме од поголема група на третирани пациенти со одредени карактеристики. Да, се заврши тоа, голем проект беше. Го завршивме успешно. Честитки уште еднаш, значи ова ви ваш всушност тесна специјалност, кератоконус. И голема љубов. И голема љубов. Да. Токму и на таков начин и ја представивте оваа проблематика во денешната емисија со многу убави, јасни детали и со голема љубов. Фала ви многу за поканата. Ви благодарам уште една за гостувањето, а ќе им се заблагодарам и на гледачите што ја следеа Телма амбуланта и денеска секако со внимание. Гледајте нередовно во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути секој работен ден. Кога заедно учиме за нашето здравје. Ви посакувам пријатен ден.